Кейт Мидлтон испрати моќно и трогателно писмо до 1600 гости кои ги покани на божикниот концерт што таа го организира уште од 2021 година. Она што го изјави е слично на зборовите кои храбро ги сподели кога завршуваш со третманот за канцер. Од темнината може да има светлина, па таа светлина нека свети силно, рече принцезата во септември кога откри пред светот дека летото завршила со хемотерапија. Овој пат во име на луксузниот божикен концерт, Мидлтон повторно се отвори и ги потсети гостите дека љубовта е светлина која може силно да свети дури и во најтемните времиња. Принцезата исто изјави благодарност за љубезноста, сочувството и емпатијата што ги добила при незината битка со хроничната болест. Главната тема на божикниот концерт е токму важноста на поддршката, емпатијата и љубовта, особено во најтешките времиња. Палатата Кесингтон дополни дека концертот е инспириран од божикната приказна. Концертот ќе се одржи во петок во Вестминстерската опатија, каде што помеѓу присутните ќе бидат и децата на принцот и принцезата од Велс. Секој гостин ќе добие специјално писмо од принцезата посветено на љубовта и сочувството. Мидлтон вели дека Божик е еден од незините омилени периоди. Во својата прогателна порака таа изјави дека овој божикен концерт е искрена прослава за секој од нас и потсетување дека на Божик, како и во текот на целата година, сите мора да блеснеме еден за друг, затоа што во време на радост и тага ние сме светлина еден на друг. Додека полицијата соопштува дека се работи за лажна пријава, Арнолд Шварценегер се уште не се огласил. Сомнителен пакет на улица во луксузниот квартал Брентвуд, каде живее познатиот актер Арнолд Шварценегер, бил пријавен околу 10 часот и 30 минути на денот на благодарноста во четвртокот. Заканата за бомба првпат беше пријавена од TMZ, која ја окарактеризира како инцидент со светинг. Сторителите користеле лажни изговори за да предизвикаат еден полициски одговор против жртвата, објави Лос Анџелес Таймс. Портпаролот на полицискиот оддел во Лос Анџелес не можеше да потврди дека полицајците одговориле на точната адреса на домот на Шварценегер на денот на благодарноста, но потврди дека имало повик за сомнителен пакет околу 10 часот и 30 минути во четвртокот на истиот блок во Брентвуд, каде што живее Шварценегер. Утврдено е дека нема докази за никаков експлозив, изјави полицајецот Кевин Терзес од полицискиот оддел во Лос Анџелес. Филмската звезда и поранешен гувернер долго време живее во Брентвуд и се најде на насловните страници минатата година, кога се зеде за права да ги поправи дупките во соседството, акција која не е одобрена од градот. Анди Исмаили од Македонија освои златен медал на надпревар во танц во Киелце и стана светски шампион во модерен танц во конкуренција од 72 танчари од светот. Ова информација ја споделија од танчерското студио каде што членува Анди, студио Брейкалек. По добивањето на наградата, Анди ја пееше македонската химна. Анди Исмаили светски шампион. Анди Исмаили во конкуренција од 72 танчари. Браво, Анди! Напиша од студиото, објавувајќи видеа и фотографии од настанот. Додека последните денови беа одбележани со тензии, Анди Исмаили не потсети на вистинска вредност на уметноста, спортот и заедништвото. Освои златен медал на надпревар во Киелце во конкуренција од 72 танчари од целиот свет и ја освои титулата светски шампион во модерен танц. Анди Исмаили ја прослави титулата пејќи ја македонската химна заветкан во македонско знаме. Ова е пример како спортот, уметноста, трудот и почитувањето ги бришат границите и градат заедништво. Напиша на Facebook Алсан Вишко. Годината во која одбележува половина век на сцената дополнително ја збогати неговата лондонска авантура, распродадениот концерт во клубот Dingwalls и снимањето на новиот албум во легендарното студио Abbey Road.
Владко Стефановски, еден од најистакнатите македонци и гитарски виртуози во овој дел од Европа, годинава слави 50 години кариера. Во рамки на импресивната јубилејна прослава, тој на 16 декември ќе одржи голем концерт во Сава центар во Белград. Во Abbey Road Studio 3 со Јан Стефановски на тапани и Тихомир Хојсак на контрабас, Владко сними дури 22 песни пресек на работата, вклучувајќи ја и култната When My Guitar Gently Weeps од почиткон Битлси. Во култното студио Abbey Road ги посетивме сите ходници, ги видовме сите инструменти и треба да кажам светите места каде што работеа Битлси. Пеев на микрофон на кој пееше Еми Вајнхаус. Тоа е огромна мотивација да се снима на вакво место и ретко искуство. Успеавме да снимиме 22 песни за 2 дена, ја на тапани, Хојсак на контрабас и јас на гитара. Звучниот мајстор беше Горан Мартинес. Сите ја почувствувавме енергијата на познатите музичари кои снимаа во тоа познато студио. На крајот се заврши еуфорично, па го прославивме трудот и енергијата што ги оставивме во студиото во кантината каде што седеа Битлси и многу други музичари, изјави Владко Стефановски.